Од ден на ден никнуваат нови интернет страници преку кои може да се резервираат апартмани кои граѓаните воопшто не можат да ги најдат, а исто така никој не може да гарантира за ваквите интернет страници дека не постои шанса да се работи за измама. Од организацијата на потрошувачи велат дека ова е најчестиот проблем со кој се соочуваат луѓето при купување на понуди за одмор преку интернет. Кога се прави резервација на интернет, на сликите кои се прикачени се гледа еден апартман за кој е наведено дека ги има сите услови и дека е блиску до плажа, но кога ќе отидат на лице место, сликата е друга. За разлика од интернет порталите, поплаките од туристичките агенции се намалуваат. Затоа од организацијата посочуваат да се внимава при правење на резервации преку интернет. Младите луѓе букираат онлайн, на онлайн платформите и тогаш тие имаат сосема други правила при откажувањето, при букирањето и тука веќе ние не навлегуваме во нивните лични одлуки. Има некогаш не се остварува самото, да речеме, тие платиле, меѓутоа не може да го најдат апартманот или апартманот не е таков како што изгледал на сликата. Како и секоја година, така и оваа, граѓаните најмногу проблеми имаат при купување на бела техника, мобилни телефони, но и со сметките. Чести се поплаките и од сервисерите, кои ги има во ограничен број. Најчесто имаат и тие проблем трговците со сервисерите, затоа што тоа е еден сервисер кој што поправа производи или два сервисера, многу ограничен број на сервисери, кој што поправа производи во Република Македонија кога ќе се расипат или кога нема да функционираат и тогаш зависи од нив на кој начин ќе реагираат, дали стварно ќе го поправат производот или само ќе сменат некој дел така реда ради. Од организацијата на потрошувачи апелираат до трговците самите спогодбено да ги решаваат споровите со потрошувачите, за да не доаѓаат до ситуација да се соочуваат со инспекциските служби.